Судбината на градскиот фудбалски клуб Осогово е на пресвртница. На почетокот на овој месец управата на жолтосините ги обезбеди потребните средства за целосна исплата на сите фудбалери и членови заклучно со 30 септември со цел веднаш по локалните избори да им го предаде клубот на општинските власти. И тоа без финансиски обврски или долгови, со стабилна позиција на табелата и солиден фонд на фудбалери. Педантното финансиско работење е заокружено со подпишување на групна изјава дека клубот нема обврски према ниту еден фудбалер и дека се што е заработено целосно е исплатено. Овој драматичен пресврт сигурно ќе ја разбранува кошанската јавност, која можеби дури сега ќе знае да ги цени досегашните залагања и резултати на членовите на управата, кои во исклучително сложени услови, неретко издвојувајќи од сопствениот џеп, успеваат да го внесат Осогово во втората лига, да ја платат котизацијата и успешно да стартуваат во второто по квалитет надпреварување во државата. Членовите на управата се револтирани поради одредени коментари во јавноста со кои се изопачуваат реалните состојби во клубот, бидејќи на тој начин му се нанесува штета. Тренерскиот кадар и понатаму е со екипата кон која од наредното коло се приклучуваат минатогодишните засилувања Никола Трипуновски и Зоран Тасевски. Од управата соопштуваат дека фудбалерите што го напуштиле клубот, тоа го направиле бидејќи не можело да им се задоволат превисоките финансиски барања, но и некоректниот однос во поглед на подигнување аванси пред заминување и слично. Но такви и слични ситуации се присутни во секој клуб и теконо се решаваат. Од тука, наместо контрапродуктивно да се лелека поради работи кои се минато, потребно е да се одважат тие што знаат, можат и сакаат да го преземат клубот. Во спротивно, еднината на Осогово сериозно е доведена во прашање.